Повторените избори во Гостивар, Врапчиште, Маврово, Ростуше и Центар Жупа ќе се одржат на 11 јануари. Собранискиот спикер Гаши го потпиша решението откако ДИК констатираше дека во овие 4 општини во првиот изборен круг не бил исполнет цензусот за излезност. Им се обраќам на граѓаните на овие општини да го остварат своето право и масовно да учествуваат на гласањето. Повторувањето на изборите ја потврдува важноста на учество на секој граѓанин во локалното одлучување и во зајакнувањето на институционалниот легитимитет, стои во пораката на Гаши. До 11 јануари веќе појасно ќе биде и какви се промени во владата, владеачкото мнозинство и партиите ќе предизвикаат локалните избори. Премиерот вели дека се уште траат меѓукоалициските консултации за владините промени. Во рамките на коалицијата траат консултациите. Сме фокусирани како ВМРО-ДПМН на подготовките на партискиот редовен конгрес кој што ќе се случи на 6 декември. Од вреди пак велат дека се уште во игра се споменатите промени. Фетај да стане министер за евроинтеграции, а вице-премиер на местото на Меджити да биде Беким Сали. Во животна средина се планира поранешниот владин портпарол Мухамед Хоџа. Речи се известна е смената и на Филков од Правда. Иако Мицкоски не потврди, сепак можни се кадровски промени и во ресорите што ги држи ВМРО-ДПМН. Се уште молк во СДСМ за одговорност за изборниот пораз и евентуалните смени. Останува најавата Трајановски да биде нов потпредседател на партијата, а Конгресот за анализа на изборите треба да се очекува до нова година. За Конгрес на кој, како што велат, ќе има освежување на партиските структури, се подготвуваат и интегративците на Ахмети. Оттаму велат дека анализата на изборите покажала дека ВМРО-ДПМН е победник дури и во албанските средини. Сите податоци сведочат дека резултатот за градоначалници во Тетово, Струга, Дебар, Чаир, Сарај, Кичево, Брвеница и во низа други општини со мнозинско албанско население е производ на масовното гласање на ВМРО-ДПМН за нивните кандидати и за кандидатите на вреди. Ова е морален и политички мандат, кој не обврзува нас, како Демократската унија за интеграција, во декемврискиот конгрес да се реорганизираме, да ги обновиме нашите структури. Сепак извори од коалицијата што ја предводи ДУИ велат дека повторените избори во 4 општини може да предизвикаат проблеми со крилото на Таравари. Наводно ДУИ се подготвувале за свој кандидат во Гостивар, што може да значи крај на политичкиот опстанок на ова крило на алијанса. Катерина Нешкова, Сител телевизија.